И се разбира, како и што најавивме, значи наш денешен гостин е на прекрасна млада дама која што е секогаш креативна, знае да направи многу интересни нешта со едно од најубавите растенија, тоа е цвеќето. За цвеќето и неговата убавина, за декорациите и потребата од декорирање со акцент за великденските празници, великденските декорации, ќе разговараме со Ане Арсовска од цвеќарница Шелевен. Зошто не? Затоа што повеќе ја знаат Ане, нели? Но како и да е, цвеќарницата си има име, се наоѓа во белите згради на Табана и секогаш ни нуди интересни декорации кои што навистина го привлекуваат вниманието кај сите оние кои што ја посетиле. Секогаш Ане е креативна за сите празници, за сите денови, за сите прослави, пригоди и така натаму, така да многу ни е чест што денеска е наш гостин. А се разбира, овие податоци ги кажуваме, се надевам дека ќе ги запамтат нашите слушатели и посетители на Facebook. Основното прашање ќе биде како се вика цвеќарницата и каде се наоѓа, за да може да добие еден прекрасен ваков подарок кој што Ане ни го донесе тука. На нашиот телефон може да контактира сите 076 802 595 да се јават, да постават одредени прашања до нашиот гостин и се разбира да ни откријат каде се наоѓа цвеќарницата на Ане. Тоа ќе биде наградно прашање, а наградата ете тука стои пред вас, една убава декорација која што верувам ќе ви биде добредојдена за великденските празници. Има ли најубаво цвеќе, Ане? Да. Кој е најубавото цвеќе? Вака, значи за секој различно, али сепак јас од секогаш за мене била ружата. Али во овие моменти, кога почна, мислам сама во работа да се носи, значи пред се лалето е нешто што е најубаво. Да. Значи ли тоа дека може да се најдат лалината во вашата цвеќарница? Да, да. Во моментов практично, значи ги имам нон-стоп лалината од еве недела за недела, па преку 120 лалина ги продавам. Затоа што се толку фасцинантни, те се толку убави, така да нон-стоп ги имам барем додека траат. Значи, прилепчани во овој случај можеме да заклучиме дека се љубители на лалина. Значи, премногу се љубители. Што не ни очекував од почеток, али ете, се навикна, се научија дека стварно лалето е многу убаво. Пролета е време кога е време на цвеќето, јас така би рекла. Да. Мај, април, мај е време кога веќе цветните аранжмани често се бараат. Се бара ли повеќе режаното цвеќе или се бара саксиското цвеќе? Вака, искрено, на момент, мислам, цело време режаното е во тренд, затоа што го работиме на начин поразличен, значи не стално да било како што било букети или нешто, значи се обидуваме нешто да направиме иновативно на начин, некој аранжман или ете јас на пример внесувам некој тренд како ете на дрво во кутија, ете дрвени кути сега произлегуваат. Пак на начин да го совладам на пример режаното да изгледа многу поинтересно, а сепак саксиското си остана и ќе остане. Значи, тоа нема промена, стално го земат, значи, тоа што е интересно, што сепак и од нив имат иновативни цвеќи, што некогаш на времето сме ги немале овдека во нашава држава, значи, тоа што имаме можност да го донесеме преку Холандија или нешто, и заради таа причина сепак и тоа оди, али режаното е нешто што можеш да го изведиш на многу поразличен начин да изгледат поубаво. Да се покажи креативноста на тоа што го изработува, се разбира да служи како убав декор онаму каде што ќе биде подарено или каде што ќе биде поставено. Точно, за било која приговор. Знаат ли прилепчани да земаат цвеќе за душа, за себе? Тоа обично купуваме ние некаков подарок или цвеќе подарок или декорација некоја кога сакаме на некому нешто да подариме. Се случило ли некој да си набави нешто кога станува збор за декоративното цвеќе или за режаното цвеќе или букет цвеќе за себе? И само да повторам, еве овие што повторно не следат, 076 802 595 е телефонот на кој што може да зазвоните, да не побарате, да поставите одредено прашање и се разбира ќе добијат ова прекрасна декорација овдека тука Никола ќе ни ја покажеш. Да, еве веќе ја гледаат со
лалина, она цвеќе што се бара, баш што најмногу се бара, црвени убави лалиња, декорација која што верувам дека ќе представува убав момент за овие великденски празници, вака комбинирано со јајца, со бубамари, она што го отсликува времето кое што е пролетта и великденските празници. И да се навратам на прашањето. Сакаат ли нешто да си купат прилепчани за себе кога станува збор за режаното цвеќе и булке цвеќе? Вака, значи искрено, да, не конкретно многу, али ете имав една таква замисла баш годинава. Ми беше замислата да малце ги навикнам во чест да секој барем по едно или по две, не е битно, да има дома такво цвеќе режано за душата. Имав замисла, например, баш пред цвеќарата да наместам едно букетчина како што се во Холандија, во Германија, во странските држави. Така да ја наместам во тој стил цвеќарата, да малце од малце примам и толку, што е стварно многу убаво и баш секој кој ќе помините, било која возраст да е на народот, тие одма ќе се свртат, значи примамуваат бојата, комбинациите, значи излогот е многу важен, а и нешто пред цвеќарата е многу важно. Да, значи сепак носи своја среќа и своја љубов. И затоа, значи, јас сум таја што, например, сакам да му принесам малце, барем од нешто и секогаш да имат барем свежо цвеќе дома. Да, цвеќето секогаш буди одреден спомен, а мирисот на цвеќето не навраќа на одредени моменти, оди секој некогаш добил одредено цвеќе и навраќа на одредени спомени. И така е убаво и човек кога што работи со цвеќе. Но доаѓаат великденските празници, моменти кога луѓето сакаат навистина да декорираат, кога сакаат да имаат декорирани домови. Цвеќето е дел од нештото, а и великденските декорации ни се посебно драги. Ти овдека веќе имаш нешто што и ни го започна да ни го раскажуваш поврзано со кутиите и можноста да се декорира во кутии. Ќе ни покажеш ли како може да се направи една убава декорација за Великден? Да. Што се ни е потребно за нештото, а јас велам повторно ќе ги повикам нашите слушатели, оние кои што се влюбеници во цвеќето, во моментот додека не трае емисијата до 12 часот, ги очекуваме да ни се јават. Телефонот е веќе на нашата Facebook страна, го најавивме 076 802 595, слободно јавете се, слободно контактирајте не, да слушнеме и од вас какви се вашите размислувања за декорациите, за цвеќето. Ќе ни биде драго да разменим искуства со нашите гледачи, но тој што ќе се јави, се разбира, ќе добие и награда. Што ни е потребно за една великденска декорација? Вака најлесно што можеме ние како домаќинки да направиме, оние кои што не се вешти во декорирањето. Вака, значи, затоа зидов и нешто полесно, што може, например, ете така малце и нашата креативност да ја направиме на полесен начин, пошто ете спомнав за дрвените кути. Така да ова година малце ајде да смениме, да не е во класично, например, од она корпе или трева, како што си ги поставуваат домаќинките, малце да смениме и што е вистина стварно полесен начин. Потребно е една дрвена кутија, така јас поставив на две места тревка, каде што би стоеле јајцињата, некое бувамаричот по страните и печурчиња. Значи, за да бидат уште поубава на изглед, зедов и неколку сончогледчина, што пример од едната страна би била цветна и би било совршено за еден убав декор за намаз. Во ова потребно ми беа 3 големки јајциња, 3 малечки јајцина, ете, вештачки сончогледчиња, неколку бубамарички од постраната, еве од што секогаш имат добар изглед сувото лимонче, за да малце придонесе ти пак подобар изглед на самата декорација. Така да ништо не е толку многу тешко, а изгледат совршено. Прекрасно. Веќе може да видат нашите гледачи, оние кои што не следат на Facebook,
А оние пак кои што не слушаат, слушнаја како може да се декорира и на лесен начин да имаме една прекрасна декорација која што може да ја поставите на вашата маса, на вашето масиче и онаму каде што сметате дека ќе ви донесе некаква убава свежина, а велам декорациите велигденски несомнено ќе бидат дел од нашите домови и сметам дека убаво е човек нешто да научи ново. Често ли прашуваат прилепчани, би му дала ли ти совети на прилепчани како да декорираат? Прашуваат ли за тоа? Да. Како треба да се декорира? Да. Зависно, например, кај сакаат во смисла на декорација за на масата или за поставувањето за јајцињата што ќе ги вапцаат, или на место кај што му е баш како катче кој што стално си декорират, например, или новогодишно без разлика на сепа нешто му фалица. Зависно се, повеќето ги барат аранжманите. Поново затоа што сепак дел како самите зајчина или нешто постати ги купуваат, али аранжманите се трендовски стално секоја година да си ги сменат. Значи, да, прашуваат и за совет и како да биде декорирано и на кое место би стоело, значи да, има такви прашања. Има ли во свеќаницата, бидејќи веќе ни се ближи Великден и верувам дека веќе се набавуваат декорации, имате ли веќе готови декорации каде што можат прилепчани да дојдат и да набават готови декорации во зависност од потребите кои што ги имаат и што најчесто се користи кога е во прашање великденските декорации, што најчесто користите? Искрено да, имам готови, стално во секој период на празниците секогаш имам изработено аранжмани, што например некој кој ќе влезе како дел на страна имаме јајциња, вештачки цвеќиња или некои работи што ги користиме околу аранжманите, меѓуто сепак некој не може да се снајде во ситуација и затоа бараат совет како би изгледало. И затоа мене ми е подобро да го изработам нештото или ако не му прилегат во бојата или нијансата нешто, па тогаш преправаме, не е проблем, или го менуваме или правиме ново на сличен таков изглед, например, за да му одговарат. Да, значи имам нон-стоп вештачко цвеќе без разлика дали за секој празник или еве за великденските, но сепак јајцето е тоа што го символот за да. И така ете имаме некои интересни баш дрвени стикери што така означуваат Великден, пишуваат или ете например некој поклон за дечиња. Тоа се интересни, сепак бабите или некои од повозрастните сака да подарат баш нешто мало великденско јајце, па јас имам секоја година по различни држачи за јајциња или било како, да не се секојдневно секоја година исти. Ети годинава имам баш интересни држачи за јајциња, така пошто такви му се муштерите секогаш ме прашуваат, а не годинава како што ќе имат ново, да, нешто за внучињата и така, да, нон-стоп има. Колку време е потребно да се изработи една декорација? И многу ме интересира од каде ги црпиш идеите, затоа што навистина се креативни, секогаш се иновативни и секогаш се изненадувачки за кој да било празник. Од каде се Ане ги црпи овие инспирации за декорирање и се разбира колку е потребно да речеме најбрзо да се направи една декорација, бидејќи гледам дека ова го сложивте многу брзо. Да. И го сложивте, дали тоа е вештина, дали е умешност, дали е веќе комбинирано во главата. Од каде се овие инспирации? Вака, читаш, гледаш, што те инспирира? Како мала, например, јас не очекував дека таков излив ќе имам во мислам или инспирација нешто да правам. Значи, искрено, иновациите секогаш произлегуваат од главата моја. Значи, не... Да, значи, ќе видиме нешто и некојаш ново интересно ќе го проследиме и на интернет сега, и сега имат секакви портали, што ќе можеш да видиш, али искрено, сето тоа што го работам од мојата замисла. Значи, ствари или некои детали или работи се пред мене, јас секогаш ги работам. Значи, за една декорација потребно е во зависност од можно и за 5 минути да видим, може и за пола сат, значи во зависно колку требаат за да изгледат совршено. Некош и самите детали, јас
ако ќе го работам нештото, макар за било која цена да ми била или нешто договорена, ако мене ми смета дека овдека нештото е празно на самиот аранжман или нешто, јас придавам и мислам дека сакам да го донесам до совршенство. Значи, за моите очи да изгледат прекрасно. Ние вака ги прикажуваме декорациите кои што ни ги донесе ти. Реков дека една од декорациите ќе биде награда за оние кои што ќе не комуницираат, кои што ќе ни се јават на нашиот телефон, некако ни се страмежливи денеска прилепчани, па не контактираат. 076 802 595 е телефонот за сите оние кои што сакаат да го добијат ова како една декорација велам за Великден. Доволно е да не контактираат, еве да кажат како се вика името на свеќарницата, ние спомнавме на почетокот на нашата емисија, но како и да е, зборувавме и за лалината која што се денес еве толку актуелни и барани во вашата свеќарница. Ме интересира, кога е во прашање овие великденски декорации, дали на нив повеќе се радуваат возрастните или повеќе се радуваат децата? Бидејќи знаеш да креираш и убави декорации поврзани со детската фантазија. Да. Искрено, значи по возрастните. Значи по возрастната популација повеќе се радуваат на то. Децата како децата се радуваат кога ќе одат кај бабите или дедовците што ќе добијат за празник, за Великден, али по возрастната популација повеќе сака да и се радуваат. Да. Во рамките на она што го декорирате, имате и овошни декорации. Тешко ли да се декорира со овошје? И со зеленчук? Искрено да. Искрено е тешко, не е тешко додека додека го имаш во моментот, али го работаш, пошто самото овошје е тежина. Додека го работам како букет, знаеш, пак држењето е тежината на букетот, али кога ќе го сработиш и мораш да го работиш со двајца, значи еве јас лично, значи се трудам кога ќе сум сама на работа. Тешко е да обликуваш овошје во букет. Да, тешко е. Значи имат многу полесен начин за да се сработат, како во кутија за да можеш да го сработиш, али самата тежина на овошјето е тешко. Али сепак се трудам до максимум и го сработувам. Но крајно впечатливо, бидејќи дел од букетите кои што ги имаш изработено, значи точно се овошни, ги веќе се прикажани на твојата Facebook страна, така да привлекуваат голем број на внимание. Да се навратиме на великденските декорации, тие ќе бидат тука и ќе останат тука до кое време во твојата свеќарница? Па до сепак завршувањето на празникот, сепак до недела, не знам точно работни денови, петок не е работен, па 1 мај иди, али јас ги поканувам сите прилепчани да ни дојдат, да видат пак нешто поинтересно и покреативно, што би можела да изработам и да го имат во свој дом. Значи ли, кажуваат ли твоите комитенти или луѓето кои што даја тука како сака нештото да изгледа, ги почитуваш ли нивните мислења и ставови? Кога станува збор, рековме, за боја, кога станува збор за изгледот во нивниот дом, ти значат ли тоа, ги прашуваш ли? Треба ли да имаш такви сознанија? Бидејќи сега ги немаме оние свадбени декорации, ги немаме оние матурски декорации за матура и така натаму, мислам дека со пандемијата се намалуваат некои обврски поврзани со свеќарниците и нивните декорации, па се насочуваме кон ова што ни е, така речи, со години наназад останато, великденските божичните празници. Баш ме интересира дали, например, многу е важно декорацијата да биде во стилот на нивниот декор што е дома. Да. И колку ти откриваш што тие сакаат. Искрено, мораш да прашаш или да се советиш во нивните желби. Секогаш прашувам јас дали има желба или нешто посебно што би можела јас да го креирам, затоа што сепак и зависно и нивниот декор дома.
во боите, да ги изразам повеќето бои, например, некој сака да биде пошаренко, значи сепак и Великденот е повесел, поинтересен, со разноразни бои, али си имат и муштери што си сакат, например, да се бидат во стил на рустично. И сега секогаш сакам да искреирам нешто што би можело и да не е многу шарено, али да имат некаква интересна боја. Така имав една добра креација сега брзо. Беше баш на тањир, така изведено на рустичен стил, али ете мојата муштерија баш лично ја прашав дали сакат нешто да имат баш нијанса на боја, викам да освежи, сепак е Великден, да, значи се сложивме на тој стил да имат и жолто и црвенко, али да не е така на многу пошаренко, а да ја одговара дома. Да, се сложувам многу за совет или на прашање или да ми кажат како би одговарала, затоа што сакам да им биде во ред. Така. Ане, јас ти благодарам што ни беше гостин во убав ден со Радио Пела. Се надевам дека има убав ден сите оние кои што не гледаја и кои што не следат. Се надевам дека му го освеживне денот со овие декорации, а исто така информиравне дека се случуваат и убави работи. Не е само се така црно и не е се така неубаво. Значи мора човек да се го прифати и она што е убаво и што постои, а тоа е токму цвеќето, кое што не прави среќни, кое што не расположува. Јас тебе те познавам како секогаш насмејана личност, можеби тоа е до цвеќето, не знам. Да, може. Има некоја позитивна енергија што влие ти. Така, да. И токму и препораката сите да имаат цвеќе во својот дом, заради тоа што велам создава можност да тоа совршено што е во природата да си го внесиме во нашиот дом. Уште еднаш да кажеме каде се наоѓа цвеќарницата, без оглед што никој не ни се јави, декорацијата ќе остане можеби за некој друг кој што сака да биде награден во текот на оваа недела, ако ни дозволите. Така да верувам дека оваа декорација ќе допре до нечии раце, ќе го краси нашето студио, се додека некој од нашите слушатели не ни се јави за да ни одговори на ова прашање каде се наоѓа цвеќарницата и на која улица, каде може да биде лоцирана. Уште еднаш да ни кажеш каде е цвеќарницата, како се вика цвеќарницата и каде се може да те најдат. Цвеќарницата се вика Special Event, јас управителот Ане, значи може да ме најде точно во белата зграда Табана, спрема солидност од десна страна зградите бели. Така, во белите згради на Табана, верувам дека не ја посетиле цвеќарницата, но да дадеме една насока и да ги упатиме за сите оние кои што сакаат да уживаат во она што вие го декорирате. Верувам дека ќе ја пронајдат или ќе ја погледнат нашата емисија, па ќе знаат каде да ве најдат. Благодарам уште еднаш што ни беше гостин во рамките на емисијата Убав ден со Радио Пела. Јас се надевам дека вакви корисни информации до гледачите ќе упатуваме и понатаму, дека ќе соработуваме заедно. Имаме многу што да зборуваме, како се декорираат вината, како се декорира цвеќето, кое цвеќе за која пригода се подарува, дали боите на цвеќињата се важни или не се важни. Има многу прашања поврзани со цвеќето и верувам дека и понатаму ќе носиме корисни информации до нашите слушатели, до нашите гледачи на Радио Пела 96 и се надевам дека ќе послужат како пример за и домаќинките сами тоа да го направат. Уште еднаш благодарам Ане што ни беше гостин во емисијата. Ви благодарам и на вас. Ko mi tebe posla, ko
provocira naše suze. Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam i samo te gledam. Osjećaje izvan reda i toj drugi bit ću predan, makar ostao će dan lutko. Ja sam rješen da vječno s tobom plešem. Lutko, ja sam rješen da vječno s tobom plešem. Pogled tvoj me srami, al mi strašno godi. Miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi. Ti si cilj mog lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje požude. I dok to ne busa, u mraku čujem tvoj glas, na jastuku stiskam tvoj dlan, orkestar svira za nas. Lutko, ja sam rješen da vječno s tobom plešem.